Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Позитивно прозвуче вчерашниот одговор на шефицата на бугарската дипломатија Екатерина Захариева на новинарско прашање колку е веројатно дека ќе се оствари тоа што го кажа вице-премиерот Красимир Каракачанов, дека Софија ќе блокира земјава на патот кон ЕУ ако не се решат важните прашања како што е Гоце Делчев. Одговорот на Захариева беше дека незиниот пристап е поразличен од тој на Каракачанов и дека Бугарија инсистира на, како што рече, апсолутна гаранција во преговарачката рамка дека добрососедството, што не е критериум што го измислила Бугарија, туку е европски, хоризонтален критериум, ќе се наблюдува за цело време на пристапниот процес. Дали ова изјава, која може да се смета за најава дека првата меѓувладина конференција за земјава сепак ќе се случи во декември, или таа содржи скриени замки во себе, треба да биде појасно во следните недели, за кога се најавуваат средби на владино ниво меѓу Скопје и Софија, а и на ниво на експертски комисии. Секако важен и процесот на консултации за рамката меѓу земјите членки на ЕУ кој тече во Брисел под претседателство на Германија. Во пресрет на решавачките седмици вечерва за договорот со Бугарија ќе дебатираме низ призма на истражување спроведено од Институтот Преспа. Во студиото ќе бидат директорот на Институтот Андреа Стојковски и универзитетските професори Вели Креци и Александар Спасеновски. Бидете на Алсат, со дебатата се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Дали Бугарија ќе го блокира одржувањето на првата меѓувладина конференција на Северна Македонија и ЕУ, што германското претседателство сака да се случи до крајот на оваа година. Процесот на усогласување на преговарачката рамка меѓу државите членки на Унијата е во тек и исходот е засега неизвесен, иако вчера од Софија стигна изјава која напрва како да најавува дека блокада можеби нема да има. На оваа тема вечерва ќе разговараме низ призмата на перцепциите на граѓаните за договорот со Бугарија, мерени во истражување направено за потребите на Институтот Преспа. Договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Бугарија го сметаат за позитивен 23% од испитаниците во истражувањето спроведено за потребите на Институтот Преспа. На скалата од 1 до 5, каде 1 значи целосно негативен, а 5 значи целосно позитивен однос, 8% го оцениле со 5, а 15% со 4, или вкупно 23%. За 42% договорот со Бугарија е негативен, при што високи 29% од испитаниците му дале единица. 30% од учесниците во анкетата го оцениле со 3, што се смета за неутрален однос кон договорот. Кога податоците се разгледуваат преку етничката припадност на испитаниците, кај етничките македонци само 14% сметаат дека договорот за добрососедство со Бугарија е позитивен, а 54% му дале единици или 2, односно негативна оценка. Кај етничките албанци соодносот е обратен. 45% биле позитивни, а само 8% негативни кон договорот. Слични се резултатите на истото прашање за договорот со Грција, со кој беше решено децениското прашање за името. Вкупно 27% од испитаниците му дале 4 или 5 на договорот, а 40% го оцениле со единица или 2. И овде диаметрално спротивен е односот на етничките македонци и албанци. Анкетата е спроведена теренски во периодот од 4 до 26 јуни годинава на национален репрезентативен примерок од 1000 испитаници од агенцијата Индаго за потребите на Институтот Преспа. Вечерва во студиото на 360 степени е извршниот директор на Институтот Преспа Андреа Стојковски. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер. А со нас се и универзитетскиот професор по јавна политика и надворешна политика на Универзитетот на Југоисточна Европа со седиште во Тетово, Вели Креци. Добро вечер и за вас. Добро вечер за вас. Благодарам. И професорот на правниот факултет при УКИМ Александар Спасеновски, кој инаку е поранешен пратеник во собранието и ко-председавач на заедничкиот мешовит парламентарен комитет Македонија Европска унија. Добро вечер. Добро вечер. Стојковски, истражувањето е правено во рамките на еден поголем, поширок, посеопфатен проект за индексирање на меѓународното присуство во земјава,
Овие податоци покажуваат прилично негативен однос на македонските граѓани кон договорот од Бугарија, бидејќи сега тој е поинтересен се чини од договорот од Преспа. Ако погледнеме односот на македонските граѓани кон државите кои што воопшто ги следевме во целото истражување и на прашањето која држава или унија е најголем пријател на Северна Македонија, и таму Бугарија многу ниско котира. Дури и општо гледано многу ниско котира. Само 1% од нашите граѓани гледаат Бугарија како пријателна држава. Мислите дека има врска и договорот? Па има врска и договорот. Ние се обидовме да ги разгледаме ставовите и перцепциите визави повеќе аспекти на соработката. Соседство, економска, политичка или културна соработка и не само со Бугарија, 24 држави беа дел од целото истражување. Меѓутоа се обидовме да ги утврдиме и стереотипите на граѓаните визави државите кои што ги истражувавме. Ставови или стереотипи повеќе затоа што од време на време ќе видите некој резултат кој што изненадува или придонесува за така блага насмевка, затоа што се сеќавате на некои времиња. На прашањето која е првата асоциација за нашите граѓани кога ќе се спомене Република Бугарија, да, најголемиот дел од луѓето зборуваат за туризам, меѓутоа или за одредени знаменитости во рамките на Бугарија, меѓутоа ќе можете да видите асоциација Пасош, асоциација Бојко Борисов, меѓутоа и асоциација од почетокот на 90-тите Црвени и бугарки, што многу добро зборува за тоа каков е односот на нашите граѓани кон оваа држава. Непријатели, фашисти, окупатори, 3% од тие што сте ги испитувале, првата асоциација им е тоа за Бугарија. Така е. Така е. Така што тоа зборува многу за тоа каков е Само 23% со позитивен однос кон договорот од Бугарија, високи 42% со негативен однос. Тоа се бројки кои што претпоставувам и владата ја тераат на еден терен кој што не е многу пријатен. Она што би морале да го имаат во предвид не само владата, точно е дека за владата не е пријатен теренот, меѓутоа нема да биде пријатен теренот дури ни за соседна Бугарија, ако се земе и се разложи поддршката на договорот не само по етничка структура, туку по партиска припадност или по партиска афилијација. На прашањето ако во недела се одржат избори, а не се одржаа во недела кога заврши истражувањето, 10 дена подоцна се одржаа изборите, за која партија ќе гласате, ќе видите дека огромно мнозинство на оние кои што гласале за ВМРО-ДПМН се изјасниле негативно. Споредено со тоа колку мал процент на поддржувачи или гласачи на ВМРО-ДПМН имаат позитивно мислење визави договорот. Ако тоа го поврземе исто така со мислењето или на гласачите на Социјалдемократскиот сојуз, ќе видите дека и таму не е најсјајно. Има големо мнозинство на оние кои што го поддржуваат договорот, меѓутоа има исто така голема бројка на луѓе кои што зборуваат негативно за договорот. Професоре Креци, веројатно не е ново тоа што го констатира и ова истражување, а тоа е дека на планот на етничката припадност на испитаниците, кога ќе се направат такви крос-табулации, постојат големи разлики пред се меѓу етничките македонци и етничките албанци и велам тоа не е ништо ново. Дали ќе се согласите со мојата констатација дека етничките албанци не се многу сензибилизирани за македонско-бугарските односи? Вака, значи, кога ќе го погледнете прашањето во однос на тоа како го цените договорот, нели одговорот е тоа дека да, се чувствува дека има некоја сензибилност во однос на тоа дека ево за доброто, нели, за државата и така натаму, но од друга страна перспективата на етничките заедници во однос на договорите се не само со Бугарија, него и со Грција е во однос
каде ја не носи нас. Значи, на некој начин чувството дека едно време сме биле во ќорсокак, сега со овие договори се отвара некоја нова перспектива. Затоа одговорите на етничките заедници, претпоставам дека и за другите етнички заедници, во ова насока е дека се отвара некоја нова перспектива или таа перспектива која што сакаме ние да ја видиме државата која што ќе оди напред, а од друга страна не е доволно тоа чувството за тоа кои се тие причини за или емпатијата во однос на тоа зошто македонците се против договорот и кои се тие причини кои што се против. Мислам дека истражувањето тоа го укажува на тоа, дека се чувствува дека е загрозен идентитетот или се чувствува дека историјата е погребена од страна на Бугарија. Затоа мислам дека одговорите на етничките заедници, не само на албанците и на другите, во однос на тоа што овој договор ни носи нас. Затоа можеби не се прави толку доволно емпатија со причините за кои се против од страна на македонците. Тоа треба да се дополнително да се види и да се истражува дополнително со едно не знам, можеби 2 или 3 прашања дополнително за да се види дали тоа е игнорирање тотално за причините или едноставно дека овој договор е еден, ако можем така да се изразам, еден бридж или мост за нас да бидеме дел од Европската Унија. Кога зборуваме веќе за сензибилизираноста на албанците во државава за Бугарија, од оние кои што се изјасниле дека на Бугарија ги асоцираат зборовите непријатели, фашисти и окупатори, 93,9%, значи 94% биле македонци. Останатите се други, не се албанци. Албанците процентот е 0. Истото важи и кај оние кои што кажале дека нешто лошо е асоциацијата за Бугарија, 100% се македонци. Да. Спасеновски, дали ваквиот сооднос на оние кои што позитивно го оценуваат договорот и оние што негативно го оценуваат договорот ви изненадува? Генерално, општо можеме да кажеме дека од аспект на структурата на сегментите во општеството кои што му опонираат или го поддржуваат овој договор за добрососедство помеѓу Македонија и Бугарија, сметам дека тоа воопшто не изненадува, заради фактот што имајќи го предвид однесувањето на представниците на луѓето кои што припаѓаат нови етнички или политички блокови во минатото, е причина да ги влечеме ваквите заклучоци. Имено, имајќи, да речеме, од аспект на политичката припадност, може да се види една драстична разлика во однос на врз основа на оваа анализа, која што имав можност да ја разгледам претходно, може да се забележи една драстична разлика помеѓу оној дел од граѓаните на нашата држава кој што се изјаснил на изборите за СДСМ во однос на поддршката на договорот, наспроти оној дел од граѓаните на нашата држава кој што гласал за ВМРО-ДПМН. Тоа можеме да видиме дека во случајот гласачите на ВМРО-ДПМН во повеќе од 80% му опонираат на договорот, односно не го прифаќаат. Во таа смисла, доколку пак тргнеме од однесувањето на политичарите и остварувањето на нивната основна цел како политичари, а тоа е да добијат колку е можно поголема доверба на граѓаните, можеме да заклучиме дека дел од гласачите на опозицијата се влезени во еден круг во кој што истовремено, водејќи се од овие показатели, создаваат таква перцепција за себе во јавноста, настојувајќи да обезбедат поголема поддршка, а при тоа не сакајќи влијаат врз граѓаните во однос на стабилизација на овие предрасуди, на овие стереотипи, дел од нив прилично автократски, недемократски и така натаму во однос на нашиот источен сосед. Тоа е едниот сегмент од дебатата. Вториот сегмент од дебатата е објективното чувство, би рекол, на уплашеност, на страв, на етничките македонци кои во поголема мера гравитираат, можеби не како апсолутна бројка, но најголем дел од гласачите на ВМРО-ДПМН се етнички македонци, треба да го земеме предвид и нивниот страв од она што евентуално тие сметаат дека би можеле да го изгубат како резултат на целосната имплементација на овој договор. Од аспект на стравовите пак, тука можеме да сметаме или овој процент треба да го анализираме во два сегмента. Едниот сегмент би го нарекле реални стравови, по резултат на
внимателното читање на договорот, а вториот сегмент би можеле да го поместиме во она што се нарекува политичка пропаганда и желба на партиите во рамките на нивната дневна политичка борба да не се издигнат над ситуацијата, односно да се постават на начин на кој што гледат како да го освојат следниот мандат, а не како да речеме освојат довербата на следната генерација граѓани кои се уште можеби го нема избирачкото право. Зошто го велам ова? Заради тоа што ние, сакајќи да признаеме или не, доколку ги следиме анкетите, најголем дел од граѓаните исто така овој договор го доведуваат во корелација, нешто на што многу добро упати колегата, а тоа се европските и евроатлантските интеграции. Значи, според мене, објективната, неутрална јавност, невладините организации, институтите, треба да завршат таа филигранска работа, односно да ја одвојат суштината на договорите, оние суштински, реални стравувања, наспроти она што би можеле да го наречеме политичка пропаганда и дневна политичка битка помеѓу власт и опозицијата за многу прашања, па и за ова. Но во секој случај, она што би можеле да го заклучиме е следново, дека европските и евроатлантските интеграции представуваат стратешки, надполитички, надетнички интерес во оваа држава. И според мене, оттаму, имено таквиот интерес, во светло на решавањето на овие билатерални спорови, треба да доминира во поведението на партиите. Политичките партии треба да ја градат својата стратегија, имајќи ги во предвид овие неколку важни политички државни прашања. Заради тоа што во нашата држава, веројатно за повеќе од 95% од темите и проблемите, власт и опозицијата стојат длабоко закопани во своите ровови. Меѓутоа, постојат многу малку политички прашања, еве да речеме европските интеграции, до скоро интеграцијата во НАТО, меѓуетничките односи и така натаму, за кои што барем формално постои еден меѓуполитички и меѓуетнички консензус. И јас би сакал да видам ситуација во иднина или и во иднина многу поизразена да е таа ситуација, таа одговорност, во која што политичките лидери и политичките партии ќе се однесуваат многу поодговорно, црпејќи некои, да речеме, естонски, латвиски или други искуства поврзани со процесот на европски интеграции на нашата држава. Јас да представи вечера во два капацитета, едниот академски и вториот политички или партиско-политички. Сега, ова беше повеќе од позиција на академски или на човек. Вие предпоставно уште сте член на ВМРО-ДПМН? Јас бев пратеник на ВМРО-ДПМН во 3 мандати и се уште сум дел од тој корпус на тој десен центар во нашата држава. Меѓутоа, во оваа прилика, со оглед на она со што сега се занимавам, зборам како професор доктор Александар Спасеновски од Правниот факултет Јустинијан Први во Скопје. Добро, беше важно ова. Имавте интересна елаборација на целата ситуација и на одите на анкетата. Сето ова сакам да го ставиме во еден актуелен контекст и не може да се избега од него, бидејќи очекувањата се дека државата би требало во декември конечно да исчекори и да ја има првата меѓувладина конференција, што би означило и де факто почеток на пристапните преговори со Европската Унија. Синоќа се појави една изјава на шефицата на бугарската дипломатија Екатерина Захариева, која како да фрла нова светлина на сето тоа. Предлагам да ја слушнеме, па ќе продолжиме со дебатата. Да видиме Захариева. Доколко е вероятно това, което направи другия, с което заплаши или се закани другия вице-премиер Каракачанов да спре Северна Македония за Евросъюза, ако не се решат основни въпроси, като да речем темата Гоце Делчев? Гоце Делчев е един от многото въпроси, които трябва да се решат. Моят подход е малко по-различен. Много път сме говорили с господин Каракачанов. Значи, ние настояваме на абсолютна гаранция в преговорната рамка за това, че добросъседството, който е, между другото, не е нас измислен, нали, както се опитват в момента някои да го представят, не е наш измислен от България критерий за членство, е то европейски критерий, хоризонтален, да се наблюдават по време на цялата преговорна рамка. Но, от друга страна, този дълъг процес трябва да се наблюдава. Имам предвид за изпълнение на договорите са много неща. Тук е езика, тук е общо историческо минало и така нататък. От друга страна, опитите да се представи, че България се опитва да отрече реалността, не са верни. Нито
Красимир Каракачанов, нито българското правителство се кажете, опитваме да наистина ли сме склонни да използваме инструмента да попречим на Северна Македония, ако те продължават... в процедура на обсъждане на преговорната рамка в европейските работни групи. Дори не е стигнал до ниво Корепер, така наречен ниво посланици. Така че нека да видим имаме идеи. И, между другото, македонския колега ще бъде другата седмица тук, новия външен министър. Ще има възможност петък, ако се не лъжа. Склонни ли сме да направим ние компромис и да предадем историята си? Какво значи да предадем историята си, госпожо Ризова? Кой може да предаде историята си? Еве, ова беше дел од интервјуто на Захариева за BTV. Професоре Креци, вие предавате надворешна политика. Дали ова може да се оценува за влез во маневар на Бугарија, кој што на крај ќе заврши сепак со одлука да не се блокира соседот во евроинтегративниот процес? Вака, значи, од самата изјава се гледа дека има една друга атмосфера, позитивна атмосфера во однос на тоа дека има простор за разговори. И сега една работа треба ние веќе да излеземе од таа позиција дека ние сме веќе членка на НАТО. Значи се поставуваме ние во регионот дека сме исто така доволно географски поставени и имаме и влијание и на односите во соседството. Сега не е ова добри односи со соседите не е само вредност на нас, мора и другата држава како што е Бугарија, треба исто така тоа да ја има во предвид. И од ова изјава која што ја можам да извадам као заклучок е дека сите разговори кои што ќе продолжат, ќе биде во насока на изнаоѓање на решение во насока на поставување на добрососедски односи. Значи, тука ние како Македонија не сме испоставени. Значи, тука сме ние играме клучна улога со разговорите со нив. Сега, што ќе биде резултатот или конечниот од оваа прва конференција, може чисто само да речеме дека демократијата бара и трпение. Значи, некои работи кои што со години назад не сме дискутирали, не сме ставиле ние на маса, не сме отворено дискутирале, сега сме во друга позиција. Equal, значи, еднаква позиција каде што можеме да излеземе со наши аргументи. Сега, колку тие аргументи ќе бидат убедливи, силни, се зависи од нас. Значи, за некои работи, со некои работи ќе мора да се соочиме, историски, за некои работи мора и да убедиме другата страна дека не е само во наш интерес, него за интерес на... Се согласувате ли дека блокада е сепак користење на атомска бомба, кое што е прашање какви последици ќе има? Ако Бугарија навистина има интерес да ги зацврсти, засили односите со соседот, тогаш блокада сигурно не би бил потек во таа насока. Добро, Васко, ја тука би кажал да видиме кои актери го користат зборот блокада во целата ова ситуација. Значи, најмногу Каракачанов факт е дека доминантната партија ГЕРБ таква изјава нема. Комисија, не е Европската унија, не се чинителите во Европската унија. Значи, зборот блокада во нашите услови има актери кои што го користат блокада. А инаку не е тоа еден вредност кој што се донесува одлука во самата Европска унија. Значи, блокадата може само да биде као да не речам нота, него едноставно имаме работи за што треба да разговараме. Значи, разговор е во прашање. Нема никаква блокада и ја не очекувам никаква блокада. Само, пак ќе речам, овие се процеси кои што треба да се има трпение и за нашите носители или чинители на одлуки, треба ова да биде исто така, добро да бидат спремни со нашите аргументи, историски, со работи кои што ќе мора чисто да бидеме на страна која што сака да бидеме членка на Европската унија. Имаме проблеми кои што треба да се решат, но има и начин за тоа. Блокада дефинитивно не е тоа. Да. Стојковски, во изјавата на Захариева има многу нијанси. Има и непрецизности, може би намерно, може би ненамерно и така натаму, но ако се гледа нејзината целина, во еден дел да, може да звучи позитивно, во друг дел повторно се споменува јазикот како некакво проблематично прашање, за на крај да каже ајде сепак да ја видиме преговарачката рамка и така натаму. Дали сепак и вие позитивно гледате на оваа изјава?
Зависи од тоа колку ќе бидат очени во моментот кога ќе треба да одлучува Корепер или Советот. Затоа што цела оваа дискусија е главно дискусија за потребите на домашните политики. А може би така изгледа од овде, но не е ова прашање многу експлоатирано во бугарската јавност во последниот период. Не е. Не е може би експлоатирано во јавноста, меѓутоа во оној момент кога ќе се соочиме со избори кај нив, и ако ги погледнете наназад како течеа изборните циклуси и како доаѓа поблизу до избори било кои, се јачаше реториката националистички и односите кон Македонија. Така што би почекал да видам како тоа ќе се реализира Може до да се крајот. замислите дека влада на ГЕРБ би решила да ја блокира Северна Македонија по се што претходно видовме, слушнавме и така натаму? Од друга страна, владата на ГЕРБ успеа да го искористи своето председателство европско за да ја профилира државата како регионален лидер. Да се наметне пред Австрија, да се наметне пред Грција, затоа што многу зборуваше за нашава држава и за Албанија и за проширувањето. Тоа беше во тоа време најатрактивната или најважната политика за која што они се застапуваа. Така што од аспект на нивната позиција во регионот, визави Грција, визави Австрија, во случајов односите со Турција, може би не би си дозволиле такво нешто. Но вие не би брзале во финални заклучоци? Јас не би исклучил. Аха, добро. Спасеновски, вие како ја гледате оваа изјава на Захариева? Ова, да ви кажам искрено, сметам дека представува комбинација или ова изјава е рефлексија на најмалку три околности. Првата околност е поврзана со инсистирањето на важните поголеми држави членки на Европската Унија, како што е Сојузна Република Германија, поврзана со овие најави, руморења и така натаму страна Република Бугарија, кои се однесуваат на продолжувањето на европскиот интегративен пат на нашата држава. И во тоа светло го гледам ова благо ретерирање. Меѓутоа истовремено сметам дека тука станува збор за еден компромис кој што е многу тежок да се направи од аспект на еден локален политичар кој што се наоѓа во еден, би рекол, турбулентен политички период во самата Република Бугарија, а тоа е обид да се постапи државнички, мајќи го во предвид позицијата која што има во владата на Република Бугарија, а од друга страна сепак да се води сметка за расположението на гласачите. Зошто велам расположението на гласачите? Затоа што ние зборувавме за стереотипите на македонците во однос на бугарите на почетокот од оваа емисија, меѓутоа исто така во оваа анализа можеме да ги забележиме и стереотипите или негативностите кои што бугарските граѓани низ призма на резултатите од оваа анкета ја имаат во однос на Република Македонија. Сакам да кажам дека од прилика тој анимозитет можеме да кажеме дека е избалансиран од аспект на негативностите на двете општества едното кон друго. Што упатува на заклучокот дека повторно политичарите водат сметка за расположението на гласачите, настојувајќи да не ја урнисаат довербата која што имаат и во некои структури кои себе си можеби се декларираат како националистички, имајќи во предвид идеолошката и програмската профилација на ГЕРБ како стожерна партија во бугарската влада во овој период. Меѓутоа, од друга страна пак, она што е позитивно и кое што треба, претпоставам, во поголема мера да доминира во изјавите на официјалните државни лица во Бугарија во однос на Македонија, а тоа е самата смисла на договорите. Имено, смислата на договорите, па и овој помеѓу Македонија и Бугарија, е да се стопрат непријателствата и да се генерира нов оптимизам во односите помеѓу двете држави и двата народа. Во оваа смисла, ако се реши еден проблем, меѓутоа ако се пропушти времето да се генерира нов оптимизам преку сервирање на нови стереотипи внатре во самите општества, во тој случај се губи и ефектот од самото договарање. Бидејќи ако можеме, и верувам ќе се согласиме, долго време се занимаваме и ја следиме политиката. Меѓутоа, во односите помеѓу Македонија и Бугарија, од една страна, и во односите помеѓу Македонија и Грција од друга страна, можеме, верувам, сите се согласиме околу тоа дека постои она што се нарекува инфлација на лоши вести. И вие ако имате перманентна, долгогодишна инфлација на лоши вести во медиумите и во јавноста,
и во Софија, и во Скопје, и во Бугарија, и во Македонија, во тој случај таа стереотипизација расте, а тоа пак им ги врзува рацете на политичарите и потоа влегуваме во еден магичен круг. И на крајот само би додал, имајќи ја во предвид целава околност, мислам дека е важно, разгледувајќи ги овие важни прашања поврзани со проширувањето на НАТО, со интегрирањето на една држава во Европската унија и така натаму, да го земеме и феноменот на она што се нарекува лажни вести и користење на овие глобални платформи и така натаму од страна на поединци, центри, институции со лоша намера, кои што често пати ги заверуваат страстите и во македонското и во бугарското општество со цел да продолжат тие стереотипи и тоа ниво на анимозитет да не се поправа како резултат на една нова околност. Креци, повелете. Извинете. Прво, истражувањето го спроведовме само во Македонија, така што не би можел да тврдам одговорно какви се стереотипите на бугарите визави граѓаните од нашава држава. Добро, повеќе на ниво на перцепција, мислам дека зборуваше Спасеновски. Поврзано со другиот дел од истражувањето и присуството на Бугарија, може да она што го забележавме е дека е Бугарија во константен пораст. Во смисла на присуство. Во смисла на присуство. Економски во минатата година се наоѓа на 9-то место, меѓутоа видела и подобри времења. Во 2010 Бугарија била 4-то рангирана во економската димензија. Ако ја погледнам економската димензија, единствената област во која што Бугарија добро котира се увозот на услуги од страна на Бугарија и втората област е енергија. Тоа е благодарение на соседството и на можноста едноставно да увезуваме електрична енергија од Бугарија. Ништо повеќе од тоа кога зборуваме за економија. Сите други држави имаат подобри показатели. Единственото место каде што Бугарија одскокнува од сите е политичката димензија. И таму благодарение на тоа што го градела последниве неколку години од подготовките на незиното председателство со Европската унија, преку самото председателство наваму. Минатата година Бугарија остварила 12 посети на високо ниво во државава. Да не зборуваме за билатералната соработка. Така што они ќе се обидат ова да го користат понатаму и ако сакаат да остварат малку повеќе од обично присуство, тогаш веројатно ќе треба да размислуваат во насока на не е тоа компромис, не би сакал да го наречам компромис, во насока на разговарање или препознавање на одговорноста за добро соседство од двете страни. Да. Креци, ја чувме Захариева во еден дел, вели имаме некакви идеи, ќе сакам за нив да разговарам со мојот колега, новиот министер за надворешни работи на Северна Македонија, Бујар Османи. Колку деликатна е позицијата на Османи сега во новата влада, бидејќи номинално тоа е позицијата која што првично треба да се занимава со имплементирање и на договорот од Преспа и на договорот за добрососедство со Бугарија. Да, значи дефинитивно е деликатна, ама предпоставам дека веќе како држава имаме основани институции кои што Бујар Османи, министерот, нема да биде сам на овие разговори, сигурно ќе има и советници кои што ќе продолжат тие разговори. Тоа што мислам дека треба да се кажа однапред е дека Северна Македонија ние се имаме поставени стратешки приоритети, без разлика кој е на министерска позиција, значи дали е едниот или другиот. И тие разговори, претпоставувам и со Бугарија и со Грција, ќе тргнат од тие поставени стратешки приоритети. Дефинитивно за договорите имаме земено и обврска треба да се имплементира до крај. Но многу мислам дека на тој план нема разлики во владата. Да. И битно е колку другата страна сварно е ангажирано и тоа за Република Грција и за Република Бугарија. Колку они сварно работат на тоа јавна дипломатија кај нив во општеството, тоа што го каже и колегата, за да се спреме за ваква еден чекор напред. Значи со Грција како да легнаа работите? Со Грција до некаде мислам дека тргнавме кон добро и тоа ќе се мултиплицира. Значи, пак ќе кажам, за овие две држави кои што е во соседството, до сега не сме имале ние контактот бил на многу ниско ниво. Значи, сега последните неколку години ние почнавме да контактираме и да имаме билатерални средби и да ги едноставно да ги броиме колку билатерални средби сме имали и на кое високо ниво е тоа.
Значи, што повеќе контакт ќе се има, толку поедноставно и побрзо ќе се разговара за овие работи. Да не земеме као ние академци доволно доста го правиме тоа, се земеме као што било во историјата и нели податоците од искуството и само со тие податоци сакаме да прогнозираме. Во овој случај е динамичен процесот. Значи не треба да се наведеме на податоците што ги имаме како било од последните 20 години. Да, но имаме еден клучен момент, потпишување на договорите. Од потпишување после тоа веќе е друга насока се движиме. Значи не можеме да се повикуваме на тие дека не сме имале ние и овие стереотипи кои што е од истражувањето. Ја мислам дека и тука со доза резерва треба да ги земеме тие, затоа што е нели тој recency ефект. Последното што го слушаме, тоа на некој начин го искажуваме. Иако не се толку страшни, ако ги видиме за Бугарија, за Грција, првите зборови како асоциација, генерална асоциација за двете држави не се нешто страшни. Да речеме во случајот на Бугарија, тоа се туристички места, Софија, море, одмор, соседи и така натаму, тоа не се лоши асоциации. Не, дефинитивно тоа така, но од друга страна имаме и други држави кои што не ни се во блиско соседство, немаме ништо негативно во таа смисла. Значи и тоа треба и државата и владата треба да има во предвид дека овие се тие индикатори кои што мора да се работи. Да. Спасеновски, оптимист ли сте дека овој процес на отворање и постепено затворање на проблемите со соседите ќе продолжи? Видете, независно од партикуларните забелешки во однос на секој од двата договори и вкупно во светло на европските интеграции на нашата држава, сметам дека ставна збор за процеси кои се без алтернатива. Тие се интегрирањето на држава во Европската унија представа стратешки, кажавме, наднационален и надпартиски, се извинувам, надетнички проект кој што е поддржан и за кој еднакво силно се вложиле и власти и опозицијата и од етничка гледна точка и македонците, албанците и припадниците на останатите етнички заедници. Во таа смисла, во однос на продолжувањето на динамиката и на интегрирање на нашата држава во Европската унија по интегрирањето во НАТО, сметам дека тоа е едно прашање за кое што не треба да се дебатира, за кое што се знае одговорот, тој е потврден, само останува дилемата и дебатата околу динамиката на движењето, имајќи во предвид нашата посветеност, а и подготвеноста на Европската унија побрзо и подобро да ги отвори своите врати за нашата држава. Меѓутоа, она што сакам да го кажам исто така дека ние наспроти честото дискутирање за проблеми, за предизвици и наоѓање решенија за нивно надминување, на почетокот од ова истражување мене ми остана впечаток е едно изјаснување на граѓаните што тие генерално мислат за сите соседи или генерално за соседите на нашата држава. И можевме јас забележав, се изненадив дека е таа бројка прилично висока, а тоа е дека околу 56% од граѓаните на оваа земја, ако не се лажам, сметаат дека Република Македонија има добри меѓусоседски односи или дека живее во еден регион во кој што се негуваат коректни односи помеѓу државите, институциите и граѓаните во таа смисла. Јас во оваа прилика само би сакал, имајќи предвид ова перспективно прашање кое што вие го поставувате, да го поставиме во еден историски контекст. Доколку ги ја споредиме оваа бројка, овие 56% со нивото на односи кои што нашата држава ги имаше на почетоците од независноста во 1990, можеме да констатираме дека постои сериозен напредок. Причината за тоа можеме да лоцираме во два дела. Првиот дел според мене се меѓународните договори кои што беа склучени како резултат на конфликтите кои што се појавија, тргнувајќи од Дејтонскиот и Кувановскиот, рамковниот договор и така натаму, и се разбира има уште неколку договори кои што треба да се решат, кои што треба да се постигнат за да се да констатираме дека има неповратна стабилност на регионот од една страна, значи меѓународните договори од една страна, и второ, европската и евроатлантската перспектива од друга страна.
Овие две нешта, овие две патеки не доведоа до тоа денеска ние да имаме високи 56% или задоволителни 56% од граѓаните кои што веруваат, имаат доверба во она што се нарекува меѓусоседски односи или меѓусоседска политика на државите од Западниот Балкан. Во светло на европските интеграции, впрочем едно и од целите на постојањето на Европската унија токму таа да се санираат непријателствата, имајќи го предвид големиот пример помеѓу Германија и Франција, да речеме, по завршувањето на Втората светска војна, и верувам дека можеби со многу поспора динамика, штетни преговарања и така натаму, меѓутоа главната цел е многу благородна и зад неа со својата посветеност стои целото општество. Добро. Завршуваме, времето е толку. За крај, само Стојковски, во смисла на меѓународно присуство, кој е на пиедесталот, кои се првите три држави? Првите три држави во општото присуство се Турција, САД и Бугарија. Значи на прво место е Турција. Да, Турција е општо најприсутна држава во... Кога ќе се земат во предвид трите димензии, економија, политика и култура или меко присуство. САД се на второто место, Бугарија е трета и со тоа завршува рангирањето со оние кои што излегуваат над 600 индексни поени. Во Грција на кое место е? Грција е 11-та во општото рангирање. Во економија, во економската димензија Германија, САД, Турција се првите три. Во првите 5 се уште Обединетото кралство и Италија. Германија е традиционално на првото место во економско присуство. Политички е Бугарија на првото место. Грција во економија е на 6-то место, например. Во политичката димензија Бугарија е прва, втора е Турција, трета е Словенија, четврти се САД за оние кои што очекуваат вакво повеќе, петта е Германија. Ова е единствената димензија во која што помеѓу првите 10 се јавува Русија. И во мекото или културно присуство? Културно присуство ме изненади пријатно дека културниот врв сепак бил во Холивуд. САД е најприсутна во културната димензија, втори се Србија, трета е Турција. Добро, интересно, инаку еве го барам. Прва асоциација на македонските граѓани за Соединетите Американски држави се претседателите на САД со 16%. Потоа се имињата на градовите, вели овде, не знам што значи тоа. Набројуваат вообичаено граѓаните првиот град на кој што се сеќаваат. Добро, а Холивуд со 7% високо котира, мислам дека е петта најбројна асоциација. Единствената асоциација на ликови од САД, и тоа е многу интересно, значи сите ги споменуваат ако претседателите или US Presidents или некој од имињата, кодирано се претседатели на САД 16%, единствени имиња кои што се споменуваат се Меланија Трамп и Хилари Клинтон во САД. Добро, иако се мали процентите, но добро. Да, мали се процентите, меѓутоа излегуваат дури во кодираните резултати, што е интересно. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од 360 степени. Се надевам дека дадовме придонес во јавната дебата која што очекувам дека ќе се засилува во следните недели и месеци. Вие останете на Алсат, по паузата е саботажата. Оценката за начинот на кој се броди низ политичките води најчесто се базира врз основа на конзистентноста на ставовите. Нејзината важност не смее да се исклучува ако го е однапред негаторска. Таа ја покажуваат цврстината и непопустливоста на карактерот. Човекот е изгубен во свемерот, јас сум разговарал со него. Јас сум разговарал со Груевски. Значи, тука имаше муавет, знаеш на што си, постигнавме пржињу се. Една работа, знаете со Мицковски што сум договорил во 3 години? Ништо. И навистина може да се јави сериозен проблем кога опозицијата има несогласување со власта, но посебна диагноза е кога таа не може да се разбере ниту самата со себе. Тогаш не се работи за пркос ниту за адекватна позиција, туку за безиденост која ескалира. Поради итноста и алармантноста на состојбите на терен, но и неопходноста да се помогне на граѓаните, апелирам денес до председателот Пендаровски да прогласи согласно уставот ворена состојба
во Македонија час поскоро. Да не се губи драгоцено време. Ставот на пратеничката група е дека ќе гласаме против овие одлуки за вонредна состојба. Таа константа се одржува и на неделно ниво во терминска дистанца од само 10 дена од експлицитното и демонстративно барање за исполнување на обврските. Буката предизвикана во миговите на екзалтација од неспроведувањето е контрадикторна со речиси нечујното ниво од децибели во моментот на отфрлање. Донесете одлука која што ќе биде за интересите на овој народ. Викенд без ДДВ, тоа го ветивте пред изборите и тоа мора да го испорачате. ВМРО ДПМН нема да поддржи законско решение каде што ќе имаме викенд без ДДВ помеѓу 10 и 12 октомври. Со или без додадена вредност, имајќи ја предвид вкупната сума, сосема е разбирливо истакнувањето на барањето за одговорност, но и за тоа постои објаснувачка камуфлажа, која за жал се црпи со паралели, чие споменување божем ужаснува и не треба да биде репер. Кај подсетам, Зоран Заев 2014 изгуби 200.000 разлика, па не се повлече. 2016 повторно изгуби 20.000 разлика, па не се повлече. Па нели не е добар пример но Зоран тоа не е Заев за добар вас? пример, тоа беше вториот дел од реченицата. Нели ако не е добар пример, што со него се Но споредува? Зоран Заев не е добар пример, точно, тоа ми беше вториот дел од реченицата, вие не прочитавте мислата. И на сета прочитаност внимание привлекува уште една споредба, која за разлика од ковидот на кој се работи на вакцина, е зараза за која лек не се бара, па дури и се демантира дека кога и да е ќе биде дел од некоја позитивна листа со јасен рецепт за нејзино совладување. Практично, со оваа епидемија на непотизам од страна на СДСМ е заразена целата држава. Председателот на градскиот комитет Скопје на Унија на млади сили е ваша роднина преку вашата сопруга. Не, и тоа не е точна информација. Председателот на градскиот комитет на Унијата на млади сили е мој прв браточет. Така, уште поблизо. Да. Секој дополнителен коментар е непотребен. И на крајот, без коментар, но со собствен заклучок. Затоа велам, едно се збори, а друго се испорачува. На политичката раскрсница, власта ќе остане доволно далеку, ако на патот до неа се брза да се стаса со јазикот и устата, а не со идеите и со делата. Пријатно до понеделник во 22. Гледавте 360 степени, останете на Алсат, погледнете ги вестите на македонски.